Секое дете заслужува топол дом и семејство кое што за него ќе се грижи, семејство во кое што ќе има многу љубов. Но и покрај ваквата изјава на Министерката за труд и социјала, секојдневно сме сведоци на ваква слика низ градот. Деца кои бараат милостина. Вака ќе ги гледаме уште долго доколку државата не го реши проблемот со детската сиромаштија, вели претседателот на првата детска амбасада Медјаши Драги Змијанац. Според него, државата со своите инструменти не е доволно активна во спроведувањето на мерки кои треба да се преземат за заштита на децата на улица. Во однос на соработката граѓански сектор и институции има празнина затоа што постојат многу комисии и тела и повторно се среќаваат и повторно ги дефинираат состојбите, а состојбата е скоро иста. Вие гледате понатаму дечиња со испружени рачиња, така, посебно има и сезонски деца кои излегуваат надворно од училиште за работат дома. Сето тоа е поврзано не само со неукост, неписменост, туку и со сиромаштија. Ние додека не ја решиме детската сиромаштија, не можеме да во законска рамка ги решаваме проблемите на тие семејства, им треба до едукација семејствата да може да се вработат. Која е динамиката на работа на социјалните центри и дали тие интервенираат за згрижување и заштита на децата на улица? Од Министерството за труд и социјална политика со одговор. Со цел намалување на појавата од питачење кај децата на улица и нивните родители, Министерството за труд и социјална политика преку центрите за социјална работа, а во координација со Министерството за внатрешни работи, формираше тимови кои изготвија месечен план за спроведување на теренски посети за сузбивање на социопатолошката појава питачење, преземање на конкретни чекори за намалување на појавата од питачење, преку превентивни и едукативни активности, стручни тимови во состав на инспектори за малолетници при МВР и стручни лица од Центарот за социјални работи Скопје, како и представници од здруженија, вршат теренски активности на веќе мапирани критични локации во насока на сузбивање на појавата деца на улица. Инаку според студија на Сдруженијето Градиме иднина, 4000 деца во земјава се под ведро небо, а од Министерството за труд и социјала вела дека само во 2022 година се регистрирани 80 нови деца.